Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Водата од стариот бунар за Фалише и Сарачино е безбедна за пиење, покажале резултатите на анализите на Центарот за јавно здравје Тетово. Изложба на разновидни макети проектирани и дизајнирани од студентите по архитектура и дизајн од Факултетот за современи науки и технологија на Универзитетот на Југоисточна Европа. Годишникот Гостивар му се заканувал со пиштол на негов роднина, пошто бил лишен од слобода. Од Центарот за јавно здравје Тетово информираат дека водата во населените места Фалише и Сарачино е безбедна за пиење. Жителите добија вода со ставање во функција на стариот бунар по 3 недели откако поради дефект имаше прекин во водоснабдувањето. Поголеми количини се очекува да се обезбедат и со новиот бунар. Безбедна е водата која неодамна беше пуштена од стариот бунар во Фалише за населените места Фалише и Сарачино, откако имаше 3-неделен прекин во водоснабдувањето поради дефект кој не може да се лоцира. Од Центарот за јавно здравје информираат дека резултатите од земените мостри во текот на вчерашниот ден се во согласност со правилникот за безбедна и квалитетна вода, па така жителите кои досега ја користеа како техничка сега можат да ја користат и за пиење. Водата од стариот бунар во Фалише е безбедна и квалитетна, покажуваат резултатите од анализите на земените мостри. Истата која досега се користеше како техничка, сега може да се користи и за пиење. Водата да се користи рационално, а зголемување на количините се очекува со ставањето во функција на новиот бунар. Се испитуваат и мостри од новиот бунар за кој деновиве јавното комунално предпријатие Тетово ископа бушотина, каде што ќе се изгради пумпна станица. Двата бунари имаат издашност од околу 20 литри вода во секунда, со што ќе бидат задоволени потребите на двете села. Разновидни макети проектирани и дизајнирани од студентите по архитектура и дизајн од Факултетот за современи науки и технологии при Универзитетот на Југоисточна Европа можеа да се погледнат на денешната изложба. На неа со своји дела учествуваа повеќе од 100 студенти од 1 до 3 година. Различни видови макети можеа да се погледнат денес во рамки на изложбата на студентите по архитектура и дизајн од Факултетот за современи науки и технологии при Универзитетот на Југоисточна Европа. Учество во изложбата зедоа студенти од 1 до 3 година, каде што на дело можеше да се погледне прогресот на студентите од година в година во поглед на нивната вештина за скицирање и проектирање. Ваква изложба се реализира 5 пат поред, а изложените макети студентите ги сработиле во текот на претходниот семестар. Особена чест ми е денеска да го отворам 5-тото издание на изложбата на студенти од Факултетот на архитектура и дизајн. Не знам дали сте приметили, но тука имаме околу 164 студенти кои што денеска со нивната работа во текот само на еден семестар ја прават оваа изложба. Интересно е, пошто имаме 3 генерации на студенти, почнувачи од влезот е првата генерација кои прв пат денеска имат изложба и за нив е малце потешко, но верувам дека со поддршка на родителите и пријателите, тие денеска ќе се осеќаат малце подобро. Инаку додека одиме наваму, ќе видите дека има значителен прогрес, развој во работата што студентите ја имаат направено. Првично моделите и графичките дизајни и проекти што ги направиле се малце поедноставни на хартија, па за да потоа до 3 година, доколку видите во 5-тото издание за студентите од оваа страна, веќе имаме комплетирани проекти, проектирани и во модели, во макети, па и во компјутерски дизајн, компјутер aided дизајн со AutoCAD, за да продолжат идниот семестар да развиват уште подобри модели во компјутерски дизајн. Ако видите во 3-та генерација, пошто тие се понапредни, реално ние може да ги рачунаме како архитекти, пошто веќе имаат подготвено и целосни досија на проекти како што би изгледале во нормални услови.
Така да, мене ми е особена чест како и професор од Факултетот за современи науки и технологии денеска да ја отвориме ова петта изложба на студентите, па и професорите на Факултетот за архитектура и дизајн. Председателот на владата Димитар Ковачевски изјави дека одговорност мора да постои за секој јавен службеник кој ќе ја злоупотреби својата функција. Ние имаме правен систем во кој што се санкционира секаква злоупотреба од било кој вид. Без при тоа да некој е привилегиран по било кој основ. Јас барем тоа го потврдив преку одреден број на разрешувања и именувања на функционери, токму од причини на, да кажеме, сомнежи на несоодветно извршување на работите. Тоа е што се однесува до некој кој што хиерархиски управува со одредени луѓе. Второ, дали тоа се санкционира, доколку постојат одредени сомнежи, дали се санкционира согласно со законите. Вие знаете дека ние имаме поделена надлежност во државата. Едно е законодавната власт, второ е извршната власт, трето е судската власт, која што е независна од извршната власт. Секој граѓанин, секој медиум, секоја институција може слободно да пријави било какво нарушување на законите од страна на било кој поединец и нормално обвинителството треба да постапува по тоа и по тоа доколку се покаже дека за тоа постојат докази, дека и судството ќе постапува. Но тоа се прашања кои што можат единствено да ги одговорат и обвинителството и судството. Што се однесува до владата, се она кое што доаѓа како информации за одредени сомнежи, за несовесно постапување или несоодветно постапување, сето тоа преку канцеларијата на вице-премиерот за добро владење се процесира до соодветните институции, бидејќи владата ниту е обвинител, ниту е судија. И за тоа до сега немало ниту еден исклучок. Субвенционираната струја не го оствари очекуваното намалување на цените. Мора да има нов договор помеѓу компаниите и владата, кога не се почитуваат правилата, рече вице-премиерот Фатмир Битич. Ние впрочем имавме еден таков чекор, а тоа им помогнавме на пекарската индустрија со електрична енергија која што е далеко под пазарната цена и берзанската цена, и го добивме одговорот од таа страна половичен, затоа што само мал дел од стопанските субјекти во пекарската индустрија го исполнија тоа што го ветија, тој џентлменски договор кој што го имавме. И сега прашањето е дали треба нов џентлменски договор или треба нови правила на воспоставување на пазарот. И затоа да, спремен сум да разговараме, но јас сум спремен и за порадикални мерки во смисол на да ќе помогнеме, но тогаш државата ќе биде партнер во нивните бизнеси. Се уште се соочуваме со целосно нарушен вредносен ланец на различни продукти и различни суровини, и ние сме свесни дека не секогаш цената е клучниот параметр за дефинирање на крајната цена кон корисниците. Има знаци на намалување на прехранбените производи, не во таа мера во која што ги очекувавме, и ги разговараме што е следните чекори од страна на владата. Не сакаме никогаш да кажеме кој е радикалниот момент. Дали треба да нешто што сме дале веднаш да укинеме затоа што треба да ја слушнеме до крај другата страна. Зошто не го направиле тоа што го ветија? Ако имат аргументи на нивна страна, ќе дадеме уште одреден временски период. Но ако нема аргументи, не само дека сме спремни да ја укинеме субвенцијата, туку сметам дека соодветно ова се пари со кои управуваме, пари на граѓаните, и соодветно треба да направиме механизам за да се вратат кај граѓаните истите средства, ќе најдеме начин како тоа ќе го направиме. Најмалку 10% пониска цена за секој клима уред и евентуално бесплатно монтирање. Очекува организацијата на потрошувачите од новата кампања за колективно купување инвертери, што започна на 22 февруари.
За кампањата е подготвена посебна интернет платформа на која потрошувачите може да се регистрираат, а потоа и да добијат понуда за купување инвертер клима уред. Најмалку 10% пониска цена за секој клима уред и евентуално бесплатно монтирање, очекува Организацијата на потрошувачите од новата кампања за колективно купување инвертери, што започна на 22 февруари. За кампањата е подготвена посебна веб платформа www.kolektivnokupување.mk, на која потрошувачите може да се регистрираат, а потоа и да добијат понуда за купување инвертер клима уред. Преку колективното купување, нашата цел е да овозможиме најдобри можни услови, вклучително и на цената, највисок можен квалитет на услугата и професионална монтажа која е неопходна за ефикасно работење на клима уредот. Веруваме дека потрошувачите ќе можат да го искористат ова и на тој начин да добијат квалитетен енергетски ефикасен клима уред. Во првата фаза од кампањата, што започна на 22 февруари, граѓаните може да се регистрираат, а во втората фаза, која стартува од средината на април, ќе добијат понуда за купување инвертер клима уред. Понудени ќе бидат само оние клима уреди кои постигнале добра или многу добра оценка на независниот компаративен тест, рече председателката на ОПАМ Маријана Лончар. Таа потенцира и дека потрошувачите имаат можност за колективното купување инвертери да постават прашања на телефонскиот број 02 3170 888. Регистрирањето на платформата не е обврзувачко за купување инвертер, но само регистрираните потрошувачи ќе имаат можност да добијат понуда и да купат инвертер клима уред преку колективно купување. Кога ќе ја добијат понудата, регистрираните потрошувачи ќе можат слободно да одлучат дали ќе го купат понудениот уред или не. Одлуката ќе треба да ја донесат до крајот на мај или додека не се продадат за гарантираните количини, истакна Лончар. Според ОПАМ, колективните купувања на различни производи и услуги стануваат редовна активност на многу организации на потрошувачи во Европската Унија, бидејќи носат низа предности при добивки за здружените потрошувачи, а се поддржани и од Европската комисија. 68-годишникот Гостивар му се заканувал со пиштол на негов роднина, пошто бил лишен од слобода. Пронајдена марихуана кај едно лице од Тетовска Гургурница. Во продолжение деталите. Вчера околу 18 часот во Гостиварско Врапчиште, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 68-годишниот гостиварец БС. 20 на минути пред тоа тој бил пријавен од 49-годишниот МА од Врапчиште, дека во дворот пред неговиот семеен дом му се заканил со пиштол, а поради нивни роднински недоразбирања. Според пријавеното, МА му се спротиставувал и го совладал, при што БС паднал и се повредил. Гостиварецот БС задржан е во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 9 часот и 20 минути на патот во Тетовска Брвеница лишиле од слобода 26-годишникот Тетовска Гургурница, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ниту една агресија не може да биде оправдана. Не постои никаков сомнеж дека рускиот напад врз Украина представува директно кршење на меѓународниот поредок, рече председателот Стево Пендаровски во своето обраќање на конференцијата насловена Украина година на хероизмот, организирана од невладината организација Цивил Центар за слобода и амбасадата на Украина во Република Северна Македонија, а одржана на денот кога започна руската инвазија врз Украина. Сликите и сведоштвата од Буча, Ирпин, Мариупол, Херсон, Харков и други украински градови и села говорат за отсуство на базичното чувство за хуманост на руската воена машинерија, но сведочат и за тоа докаде може да доведе една анахрона и автократска политика, кога за архитектите на оваа војна, ниту илјадниците мртви на нивна страна не се доволна причина за запирање на спиралата на безумие. На страната на демократскиот дел од светот не смее да има никакво двоумење
дека сите злосторства треба да бидат детално истражени, а виновниците соочени со правдата. Сцените кои секој ден ги гледаме пред нашите очи од украинските градови и села говорат за храброста и нескршливиот дух на украинскиот народ, што е најсилна потврда дека оружјето на агресорот не е посилно од вербата во слободата и љубовта кон татковината. Жртвата која денес ја прави украинскиот народ е порака до сите оние кои се уште калкулираат и анализираат за тоа како треба да заврши оваа војна. За секое морално човечко суштество, единствен праведен исход треба да биде ослободување на целата територија на Украина. Нема дилеми дека Украина е веќе морален победник во овој конфликт, бидејќи успеа за својата кауза да го обедини демократскиот свет, кој покажа невидена солидарност и поддршка во спротивставување на газењето на човековите права и посегање во слободата на другиот. За сите оние кои мислат со својата глава, нема никаква дилема дека руската агресија е војна на една диктатура против една демократија. Војна на минатото против просперитетот и во тој судир демократскиот свет нема право на пораз. По повод годишнината од почетокот на руската инвазија на Украина, Сдруженијето на украинците во земјава, Лесја Украинка, одржа митинг. Денеска ние украинци одбележуваме 365 дена на воена инвазија од Руската империја врз Украина. Со тоа сакаме да кажеме што пред една година се соочуваме со тоа што никогаш не можеме да очекуваме, што во 21. век некој ќе сака да се војува за туги територии. Ама веднаш ние сме добиме голема поддршка од сите држави. Ние сме како Сдружение на украинци во Македонија, сакаме да се заблагодариме до Македонија, до македонската власт, до македонските луѓе, што од првите денови пружили многу голема помош. Компаниите, да не ги бројам, во првите денови испратили хуманитарна помош за Украина, која беше најнеопходна во тие периоди. Ние сме многу благодарни до цела Македонија, ви благодариме многу од мене и од цел украинскиот народ што тука се престојува. Се соочуваме со бегалската криза. Во бегалската криза ни помогна многу Црвениот крст, хуманитарна организација Свети Спас и организација Легис, со што нашите бегалците тука згрижени со храна, со хигиена, со све и со лекување, што се овозможува они тука комфортно да се осеќат во Македонија. За жал, не успееме само едно да средиме, тоа е лесно и едноставно вработување на украински бегалци кои би сакали тука да заработуваат некој динар за да можат да обстајат во држава да биде полесно. Ама мислам, се надевам со време и тоа ќе го пречекориме. Ама да имам прилика за тоа да зборам, сакам да се заблагодарам до украинска војска, која со најскапо што има, тоа со своите животи, ја запра руската инвазија во првите денови, она се застана и сите знаете колку ни давале, 2-3 дена што Украина ќе обстаи, ама еве, покажуваме што ако народ сака да се бори, ако веруваме во својата војска, 365 дена сме непобедливи, нескршливи.
Ги завршуваме вестите. Пријатно!